Полнењето на државната каса се одвива подобро од планираното. Извршувањето на буџетот оди според очекувањата. Биле собрани повеќе приходи во март и април споредено со првите 2 месеци од годинава. Министерката за финансии Димитриевска Кочевска вели дека треба да се почекаат финалните извештаи, но дека се прават напори да се анализира поврзаност на компании, да се зголеми присилната наплата, да се наплатат дивидендите и во крајна мера вкупно да се зголемат даношните приходи. Министерката уверува дека особено добри биле финансиските резултати за таковниот месец април. Почнувајќи некаде од средината на месец март, ние еднаш неделно имаме состаноци заедно со Царинската управа и Управата за јавни приходи, каде што ги разгледуваме поделните случаи, анализираме поврзаност на одредени компании така натаму, било да е во злоупотреби, било да е подценување во дел на наплата на приходи, поголема посветеност во делот на присилната наплата. И како резултат на сето тоа, особено во месец март имаме зголемување на наплата на приходите, но не е тука најголемата наплата е во април. Институциите успеале да реализираат 73 милиони евра или 10% од вкупно предвидените годишни капитални инвестиции до 8 април годинава. Министерката Димитриевска Кочевска вели дека климатските услови биле неповолни за одвивање на инфраструктурните проекти. Ветува дека граѓаните повеќе ќе немаат вештачка слика за реализација на капиталните инвестиции. Како завршени, повеќе нема да се евидентираат платени аванси и гаранции, бидејќи тоа не било градење и обнова, туку вештачко прикажување дека се сработило повеќе од реалното. Ќе видите дека стојат податоци за исплатените гаранции во име на некои од јавните претпријатија, акционерски друштва и така натаму, кои во минатото беа евидентирани како капитални расходи и како резултат на тоа ви имавте една вештачка слика во однос на тоа што се случува. Денес ние не ги евидентираме како капитални расходи, туку одат под линија долу и како резултат на тоа ќе видите дека кога би ги вратиле, значи во евиденција над линија, ние имаме поголема реализација во однос на изминатиот период. Министерката е задоволна од полнењето на државната каса по основ на царини. Во врска со проблемот со наметнатите поголеми царински стапки од страна на САД и нивното стопирање во период од 90 дена, Димитриевска Кочевска вели дека тоа е шанса за Македонија директно да извезува таму. 10% царини е нешто што е прифатливо за најголем дел од државите, вели таа. Следната недела министерката ќе оди на редовните пролетни средби со Светска банка и Меѓународниот монетарен фонд во Вашингтон, каде што ќе искористи приликата да преговара со челниците за улеснување на трговската размена со САД.